Почитуван министр, почитувани медиуми, како што истакна веќе министерот, на располагање имаме во овие два повици 25 милиони евра средства кои што, убеден сум, нашите стопанственици, пред се од агросекторот и нашите земјоделци ќе ги искористат и со тоа и во мерка 3 и во мерка 1 на располагање средствата кои што ги имаме ќе придонесат да се осовремени пред се земјоделското производство, меѓутоа и преработувачите да им овозможиме преку оваа финансиска помош да можат своите стандарди да ги подигнат на повисоко ниво, односно да се приближат кон Европската Унија, европските стандарди, а со тоа да создадеме и финален македонски производ со додадена вредност. Со оглед на тоа што во овој период имаме голем интерес на промотивните работилници за ИПАР-2, но и заради рекордниот број на апликации кои што и склучени договори од претходниот повик, ние очекуваме сите овие средства навистина да се искористат. Со овие мерки кои што се финансирани од европските фондови на нашите македонски земјоделци, на нашите агробизнисмени, секогаш им помагаме да на соодветен начин ги достават до нас апликациите, навремено да може да бидат обработени и да немаме повеќе така наречени празни барања, односно празни апликации кои во изминатиот период ни создаваја навистина голем проблем. За нас искористувањето на овие средства исто така представува и нов позитивен импут во буџетот на државата, односно зголемување на бруто домашниот производ, бидејќи само со првиот повик и на скоро 400 завршени проекти, 123 веќе се исплатени и 1,4 милиони евра свежи пари се вратени во македонското стопанство. Ефикасната искористеност на ИПАР програмата е важна и за нас како агенција, и за Министерството, и за владата, бидејќи на овој начин покажуваме дека сме подготвени да ги искористиме европските средства и да се приклучиме кон ова големо европско семејство. Благодарам.